Ке читаме на почеток во Еремија 25 глава. Книга на пророк Еремија 25 глава. Од први стих па некаде до 11. Слово упатено до Еремија за сиот јудејски народ во 4-та година на Јоаким. Значи, до Божиот народ, до Јужното царство, до Јуда, она царство кое што се уште колку толку се држало, меѓутоа не за долго. Значи, периодот е тука за време на владењето на Јоаким, во 4-та година на Јоаким, син на јудејскиот цар Јоси. Тоа е во првата година на Навуходоносор, вавилонскиот цар. Пророкот Еремија му го навести тоа слово на сиот јудин народ и на сите ерусалимци. И да видиме кое е словото. Од 13-та година на Јосија, синот Амонов, јудејскиот цар, се до денешниот ден на оваа 23-та година ми доаѓаше Господовото слово и јас ви зборував еднакво, ама не ме слушавте. Значи, долг период, без друго сите Божји пророци, па поготово Еремија, значи имале многу неблагодарна работа. Знаете, пророк Господ секојаш подигал за да ги исправи патиштата на Божиот народ. Уште од времето на Јоси, знаеме, добриот цар, кој што направи големи реформи, уште од тоа време вика, и се уште вика, го имам тоа слово за вас од Господа, ви зборував постојано, меѓутоа не ме слушавте. И секојаш тоа е проблемот на некој начин. И Господ исто еднакво ги праќаше кај вас своите слуги пророците, че нагласува, значи и другите, не само мене, но вие не слушавте и не ги приклонивте своите уши за да чуете. Како што вели тамо на едно друго место во Езекијел, мислам дека беше, кај што Езекијел дава опис на, баш на Елен Вајд вели, тоа е опис на последното време, кој вика трчаат, доаѓаат пред мене како на собори и така натаму. Еве следната сабота ќе имаме еден таков собор, кај што верувам дека ќе поминеме благословено време, меѓутоа се ќе биде џабе ако тоа што ќе биде изнесено, верувам дека ќе биде од Бога, нема да биде слушнато од нас, односно нема да послушаме, нема да допре до срцето. И џабе е секоја порака ако не допре до срцето. Значи, Господ исто еднакво ги праќаше кај вас своите слуги пророците, но вие не слушавте и не ги приклонивте своите уши за да чуете. И ви зборуваа, вратете се секој од својот лош пат и од своите зли дела и останете во земјата што Господ ви ја даде вам и на вашите татковци за сите времиња. Значи, вратете се од лошиот пат, оставете ги злите дела и таа земја која што ви е ветена, во која што сте, ќе останете тука во таа земја и тоа за сите времиња. И што вели, не одете по туги богови за да им служите и да им се поклонувате и не ме разгневувајте по делата, со делата на своите раце, па нема ништо да ви сторам за жал. Ама, не ме послушавте, говори Господ. Туку ме разгневивте со делата на своите раце за своја несреќа. Затоа вака зборува Господ над воинствата. Затоа што не ги послушавте моите зборови. Еве јас ќе ги испратам и ќе ги кренам сите народи од север, говори Господ, и својот слуга Навуходоносор. Господ го нарекува за свој слуга. Прачка. Кога детето не слуша, кога е тврдоглаво, на крајот ќе заигри прачката. И не само Навуходоносор, често пати Господ ги користил овие незнабожески цари и сили да едноставно удри по Божиот народ затоа што биле непослушни. Благослово доаѓа секојаш со послушноста. Знаеме а проклетството со спротивното. Значи, пораки кои што Еремија ги упатува до Јужното царство, до Јуда.
до јудејскиот народ. Кој е тој... Знаеме уште во времето на Јосија каква била состојбата, во каква состоја било општеството, свештенството воопшто. Ке видиме подосна кој ќе читаме и од втора летописи, докаде се допирал тој отпад. И заради тоа ќе испратам и ќе кредам сите народи од север, говори Господ, и своја слуга Навуходоносор. Го најавува Еремија Навуходоносор. Видовме дека тоа е во првата година на Навуходоносор, значи, или четвртата година од владењето на Јоаким царот, Вавилонскиот цар, и ќе ги доведам против оваа земја и против незините жители и против сите околни народи, ќе ги истребам наполно и ќе ги направам за ужас и подсмев вечна запустеност. Замислите какви силни зборови. Кој е тој отпад, кој е тој степен на отпад среде Божиот народ, за да заслужи вакво нешто? 10 стих, и ќе ги задушам меѓу нив секој глас на радост и веселба, воскликнување на бладоженецот и невестата и тропотот на мелницата и светлината на светилката. Што означуваат овие зборови 10 стих? Пропаст на семејството. Да нема никаква радост, да нема ништо, нема свадби, нема венчавки, нема ни погреби, ни ништо. Малку имавме ние период за време на короната, ама тоа беше само многу ситно нешто во споредба со овие зборови што Господ овие ги кажува. Кога немаше ни свадби, ни сите затворени по дома и многу голем дел од луѓето денеска тоа така им делуваше да тоа раздвојување меѓусебно остана. Луѓето не комуницираат така како што комуницираат, се плашат се уште некои. Значи, секој глас на радост и веселба, воскликнува и на младоженецот и невестата и тропотот на мелницата и светлината на светилката. Сето тоа ќе згасне. Сета земја ќе се претвори во запустеност и пустина и сите народи ќе му служат на Вавилонскиот цар 70 години. Ево пророштото на Еремија, кое што Даниел многу добро го знаел подоцна. Каква е ова состојба на отпад? Сега да отвориме во втора книга Летописи, уште еден извештај за тоа исто време, читаме, 36 глава, втора книга Летописи. Втора книга Летописи, 36. Од 14 стих некаде. Па и сите свештенички главатари и народот грешеа многу, следејќи ги гнасните дела на јазичниците, односно на незнабожците, унечистивајќи го Господовиот дом посветен во Ерусалим. Видите, каков отпад. Среде свештенството. Божиот дом, црквата Господова станала валкана исто како улицата надвор или она сето надвор што се случува. Исто ти се фаќа. Дали си тука, дали си таму негде надвор. Господ Бог на нивните татковци испракеше кај нив рано своји гласници, ги пракеше постојано, зашто му беше жал за својот народ и за своето живеалиште. Но што? Но тие им се подсмеваа на Божите гласници, презирајќи ги неговите зборови и подигрувајќи се со неговите пророци, доека не се подигна Господовата јарост против неговиот народ, та веќе немаше лек. Замислите си ситуација. Да нема лек. Да дојдете до ситуација за некого, за нешто, да речете нема лек, нема чаре, готово, крај, толку. Го доведе против нив халдејскиот цар, кој ги стави под меч нивните младинци во домот на нивното светилиште, не поштидувајќи ги ни младецот, ни девојката, ни старецот, ни немокниот. Значи, видите каков отпад, среде младина, среде кај сите буквално, нема разлика во возраст и така натаму. Свештенството, читавме за свештенството. И заради тоа Господ го дозволил Вавилонското робство, заради тоа Господ го нарекува Навуходоносор свој слуга.
своја прачка со која што ќе мавне по Божиот народ, за жал. Се му предаде во рацете. Сите посадки на Божиот дом, значи како сквернавање на Божиот дом, сите посадки во Божиот дом, големите и малите, сокровиштето на Господовиот дом и царевото благо, богатството на неговите кнезови, се однесе во Вавилон. И што се случува уште? Го изгореа Божиот дом и го соборија Ерусалимскиот зид и ги уништија сите негови скапоценности. Оние кои му избегаа на мечот на Навуходоносор ги одведе во робство во Вавилон. Им станаа робови, нему и на неговите синови, доека него снема персиското царство, за да се исполни словото што Господ го рече преку Еремијевата уста, додека земјата не им се одолжина за своите саботи, ќе почива за сето време во пустина, доека не се исполнат 70 години. Какво непочитување, еве овде гледаме од ова и на саботата, покажување на Божиот ден, каква едноставно рамнодушност, неверие, отпад среди Божиот народ, за да се случи една ваква казна. Да биде спален Соломоновиот храм, гордоста на Израел, да бидат однесени посадките, да мнозина кои што мнозина не преживеале, биле убиени, меѓутоа мнозина биле одведени во робство во Вавилон. Ке читам уште еден извештај, иако не е поврзан со ова време, значи ова негде му паѓа времето на Јоаким, е 604-605 година негде пред нашата ера, но да читаме сега од 630 година, значи нешто порано. Тоа е извештајот на Авакум, исто силен извештај, заради тоа ќе го прочитам. Затоа што, како што видовме и во Еремија, тој отпад траел со години, значи словото што Еремија го проповедал траело со години. И тој бил постојан, како и Ное цели 120 години. Хабакук или Авакум. Еве го, конечно. Од први стих, пророчко видение што го виде пророк Хабакук. Послушайте ги зборовите на пророкот овде. Која е уништено општество? Божиот народ. До кога, Господи, ќе викам за помош, а ти да не чуеш? Да викам кон тебе насилство, а ти да не спасиш? Зошто ми ја покажуваш неправдата пред очи? Зошто го гледаш угнетувањето? Грабеж и насилство се пред мене. Расправија и раздор бесниот. Како да е ова предпотопниот свет, значи нешто сличен речник. Затоа законот ја изгуби силата и правдата не се појавува ни за миг. Да, злосторникот го гони праведникот. Затоа судот излегува изопачен. Изопаченост. Едно време има една тема морална изопаченост. Морална перверзија, всушност, што е исто. Да. Погледајте меѓу народите, гледајте, чудете се, в чудо не видете се. Зашто во ваши денови правам дело во кое не бисте поверувале ако некој ви го раскаже. Зашто еве ги подигам халдејците, вавилонците, народ жесток и брз, што навлегува ширум низ земјата за да ги одземе живеалиштата кои не се негови. Тој е страшен и мордничав од самиот него излегува неговиот суд и неговата власт. Коњите му се побрзи од леопардите, побесни од волците навечер. Јавачите му се простираат, стигаат оддалеку, налетуваат како орли, се спуштаат за да колваат. Сите тие ќе дојдат да насилствуваат,
лицата им се устремени напред како источен ветер, собираат пленици како песок. Неверојатно. Каква силна казна, значи, каква добра прачка за Божиот народ. Еви, Авакум истото тоа овде го најавува. Среде таквиот отпад, таквата декаденција на општеството тогашно, сега во книгата на пророк Даниел гледаме четворица млади момчиња, тинејџери, кои што се однесени како пленици во Вавилон, веројатно во таа прва кампања на Навуходоносор, кога удрил на Јуда. И читаме, значи, во прва глава од книгата на пророк Даниел. Во третата година на царувањето на Јоаким, се сикавате, Еремија пишува за четвртата година на Јоаким, што било првата година на Навуходоносор. Овде вели, во третата година на царувањето на Јоаким, царот на Јудеја, дојде Навуходоносор, царот на Вавилон против Ерусалим, та го обсади. Имало повеќе обсади, патем. Господ му го даде во рацете Јоакима, еве го царот, јудејскиот цар, и дел од садовите во Божиот дом. Тој ги однесе во земјата Сенар и ги сложи садовите во ризницата на својот Бог. И сега, пак ќе кажам, тоа при првиот негов напад на Јуда ги зема како пленици, меѓу другото, и овие 4 момчиња. И можеме да замислиме што тие виделе од сето онаа казна што се случува во Јуда. Палењето на Божиот дом, рушењето на Ерусалимските ѕидови, на Ерусалим, значи едноставно палење на домови, убиство на младинци, на девојки, на се што ќе стигнело под мечот на Навуходоносор. Што и да виделе и да не виделе од оние пленици кои што подосна ќе доаѓаат, тие слушнале, тие разбрали, знаеле што се случува со Божиот народ. Значи, буквално сета поддршка, се што Господ може да му даде на Божиот народ, од семејство, од народ, општеството нивно, домот Божи, се отишло. Нема веќе ништо. Не постои ништо. А тие се наоѓаат во Вавилон, во туѓа земја, во робство, избрани, едни од избраните, учени од благороднички род, да 3 години бидат превоспитани, да кажам, за да ги потрчат под наводници, односно да ги вавилонизираат, односно да станат вавилонци. Значи, затоа и го вдадов овој вовед. Каков отпад среде Божиот народ, Јуда, која што се уште ете останала, меѓутоа веќе нема, од како Вавилон ќе ја прегази, значи веќе нема ни да се подигне како царство. Сега ги имаме наспроти тие 4 млади луѓе, тинејџери, кои што цврсто ќе стојат среде Вавилон. Царот му нареди на Асфеназ, 3 стих, старешината на своите придворници, да доведе од синовите Израелеви неколку момчиња од царски или од благороднички род. Нека бидат без недостатоци, убави, вешти во секоја мудрост, добро поучени и бистри, достојни да стојат во царскиот дворец. Асфеназ нека ги научи на писмото на јазикот на халдејците. Царот им одреди дневно следување од царските јадења од виното на својот стол, нека ги воспитуваат 3 години, а потоа ќе стојат пред царот. Меѓу нив беа, значи, Даниел, Анани, Мисаел и Азари. Значи, повеќе биле, меѓутоа овие 4 се битни за нас. Може да замислиме, стои запишано, Елен Вајд кажува и дека Даниел имал добро домашно воспитување, што и како му помогнало, знаете, тоа е многу битно, тоа е основата, каде што се гради личноста и карактерот тие први години
кои што се наистина најбитни, без никаква подрушка во туѓа земја, на 3 годишно превоспитување, да кажем, во тие вавилонски школи, што би можеле да учат таму? Ако не, меѓу другото, и за туги богови, секако и математика и не знам, како што денеска општеството и образованието. Ние денеска живееме во еден модерен Вавилон, каде што не учеа и се уште учат небулози, глупости, значи, како тоа на жирафата низ текот на милиони години се издолжил вратот, па за да може да ги докачи нели тие лисија таму погоре на дрвијата. Значи, интересна работа, за време на тие милиони години не умрела жирафата. Не, во прашање една жирафа, ама како и да е, ме сваките што сакам да кажам. Или, не знам, гризлито или црната мечка од овде, од нашите предели, требало да поминат исто милиони години, па да свати дека ќе треба да стане бела мечка, па да најде таму храна некаде горе на северен пол или не знам каде, за да преживее, значи, или ред други работи. Тоа е Вавилон. Тоа е таа збрка. Видите, живееме во време кое што од ден на ден сведоци сме дека таа збрка станува се поголема и поголема. Среде таа збрка дојдени од општество кое што толку, значи, пропаднало, значи, тотално заборавиле на Господа, ни сабота се знаело, ни Божи дом, исто било. Како да свештениците корумпирани, невиден отпад, се наоѓаат среде Вавилон, тука се под силни притисоци да бидат превоспитани, им се нуди вавилонска храна, им ги менуваат имињата, значи се прави за да ги едноставно претопат, да заборават на нивниот Бог и така натаму. И главната порака сега среде, ова е 8 стих. Даниел, и не само Даниел, и сите други, троица со него, значи 4 вкупно, одлучи во срцето дека нема да се оскверни. Даниел одлучи во срцето. Ние денеска, драги браќи и сестри, треба да одлучиме, да ја употребиме таа сила на волјата, која што е нели одлучувачка. Среде ова општество, и пак ќе кажам, споредба да правиме со Даниел, значи можеби и тој ја изгубил фамилијата. Го изгубил домот, храмот отишол. Ја нема Јуда, готово, се е уништено. Нема никаква подршка, се наоѓа среде Вавилон. 3 години таму му предаваат на тие школи тоа што и што треба и што не треба. Меѓутоа тој одлучил дека нема да го предаде својот Бог, дека ќе остане на негова страна до крај. Значи, може би, да кажеме така, да се изразиме, Даниел вели да, ми го запаливте домот. Ми ја нема фамилијата. И Божиот дом го нема. И ништо нема, немам никаква подршка. Ама го имам Господа. Господ е на моја страна. Може би ми го земавте домот, ми го земавте семејството и така натаму, се ми земавте, ама не можете да ми го земете Господа. Не можете да ми го земете срцето, да ми го преобразите срцето. Што сакате можете да правите, јас вавилонец нема да бидам. Која силна, која цврста вера, која држење на овие млади момче, значи повторувам многу пати затоа што наистина биле тинеџери, да кажам, таква цврста вера наспроти нивните татковци, нивните роднини, пријатели и така натаму, свештениците во Јуда, кои што видите до кој степен дошле, за да, нели, како казна, потоа дојде Вавилонското царство. А тие останале цврсти затоа што одлучиле во своето срце. Ние не мора да чекаме сега, не знам, да гледаме до каде е нашето општество,
и не можеме поинаку да гледаме понатаму дека нешто подобро ќе се случува, ќе биде се полошо и полошо. Не смееме да се чудиме и не треба да се чудиме на тоа какви луѓето стануваат околу нас и колку бргу се расипуваат. Дури сме сведоци на некои наши блиски, а не па оние кои што можеби не ги познаваме. И секој ден, се повеќе и повеќе, како што денеска нели средствата за информирање се толку многу развиени, и секоја информација толку брзо стига во вашиот джеп, што се вели на вашиот телефон. Се повеќе и повеќе ќе бидеме преплавени со секакви насилства, како што читавме, секакво декаденција и уништување на сето општество. И се поголема збрка. Дали гледате дека луѓето веќе не знаат да фатат крај со крај, така наречените мудрици, експерти и така натаму, не знаат веќе што да прават ни со планетата, ни со ништо. Ќе ја спасуваат планетата во 21. век им текна. Ќе ја спасуваат од штетните јаглеродни гасови или не знам што друго. Ништо знаеме каде одиме. Меѓутоа, ние не можеме да се споредиме со Даниел, ние не сме во таква една ситуација. А за најситни работи можеби ќе се разочаруваме или не знам, ќе заминеме од црква, ќе се изнервираме, ќе речеме, дури можеби после ќе лажеме зашто сме заминали од црква, ќе кажуваме некои работи, затоа што ни е срам да признаеме која е причината и така натаму и така натаму. Во кое време ние живееме? Ја чувствувам дека дури само короната, таа смешна корона за мене, пак ќе кажем, иако за жал нели однеси доста животи, предизвика промени. И овде на наш терен, во нашите цркви, но и на светско ниво многу повеќе, поготово по тие западни земји таму. Но што допрва следи? Што допрва може да се случи во нашиот живот? Ние уште сега треба да одлучиме во нашето срце. Не подоцна. Денес треба да одлучиме. На такви силни влијанија сме од сите страни. Значи, не само преку храна, еве овде е спомнато, воспитувањето, што и да е околу нас, самата забава, она индустрија забавна и така натаму, буквално се е во правец на тоа да не вавилонизира, буквално. Да не одвои од Бога. Ретко што има нешто убаво да кажете, ова е добро, стварно, може да е едукативно, може да делува позитивно на мене и така натаму. Ретко што. И ние сме во вавилонско робство, така да кажем, модерниот Вавилон, кој што допрва ќе падне, и ако падот веќе му е гарантиран. И ние треба да стоиме и да се држиме како Даниел и овие тројца негови другари, да одлучиме во нашето срце, да не дозволуваме. И пазете, тука се на млади години и знаат дека 70 години ќе треба да останат во Вавилон, според пророштото од Еремија. Како Ное, затоа и ги зборуваме, и Даниел, и Ное, и Јов, сите тие се слика на тој остаток. Постојаност, цврстина во верата, со години, постојаност, значи. 70 години, 120 години. Јов, што се му се изнаслучувало и на него, значи, зборувавме и за него. Да одлучиме во нашето срце, без оглед дали ќе изгубиме се во нашиот живот, што и да немаме никаква поддршка. Елен Вајд дури кажува дека ќе бидеме можеби ставени некој од нас на таков тест. Каде ќе немаме никаква земска поддршка, никаква, тотално никаква. Сами можеби ќе треба да стоите. Па тие биле сами, четворица. Кај се другите? Кај се тие други пленици од кои што биле донесени од Јуда? Ги нема никаде. Само они четворица. Таква вера, таква цврстина, да дури кога ќе дојде време да треба да се поклонат на кипот, што велат, нема шанси. Ние знаеме дека Господ ќе не спаси, ама дури и да не спаси. Значи, по цена на својот живот. Тоа е она што Бог го бара. Значи, луѓе кои што не дозволуваат ни да бидат купени, ни да бидат продадени. Значи,
луѓе кои што стојат до својата должност, со таква вера која што вели дури небото да се сруши, тие ќе стојат на страната на правдата. И тестот на кој што биле ставени, често пати повторувам, значи да, и мињата им ги смениле, Даниел вика, не, Даниел може да се вика, како сакате име ставите ми, јас знам дека сум евреин и знам дека се викам Даниел. Можете што сакате да правите со мене, меѓутоа јас нема да станам дел од Вавилон. Било какво образование не може да делува на мене. И она на кое што морал да реагира е исхраната. Не само заради тоа што била принесувана на идоли и така натаму, па да не се оскрне на тој начин, меѓутоа затоа што имало тука и свинско и секаква морска храна, можеби не знам што, можеби лилјаци. Даниел знаел дека од лилјакот од Вухан ќе дојде короната. Ако е така, како што велат, како и да е, меѓутоа тоа е таа нечиста храна, кој што Господ ја забранил. И замислете, Даниел не бил ставен на тест да ја прекрши 6-та заповед, 7-та заповед, ќе кажете нешто крупно, ќе речете ова е ситно нешто. Па слично нешто било и со Адам и Ева, па на што паднале па тие, колку крупно беше тоа. Ама знаел дека еден мал компромис, еден мал чекор кон Вавилон, ќе повлече и друг чекор, и трет чекор, и така натаму. И после тие четворица момчиња, односно баш Даниел е тој, оној Даниел кој што одлучил во своето срце да не се оскверне, да не пипне од таа вавилонска храна, е тој кој што ќе му го протолкува сонот на Навуходоносор. Веројатно се накркал добро свинско и доживел кошмар таа вечер. Иако тоа било добро, впечатлив сон, кој што тој го заборавил, нели? Па за да подоцна, кога ќе му биде протолкуван, доживее уште поголем кошмар, кога разбрал дека ќе му дојде крај на неговото царство сепак. Па во таа своја горда, знаете, рекол, целиот кип нека биде од злато, значи јас сум вечен. Само Господ е вечен. Господ е оној кој што симнува и поставува царе. Значи, среде сите тие мудрици, сите тие кои што биле школувани на тие вавилонски школи, никој не можел да му го протолкува сонот и им текнало после, чекај Даниел да го доведеме. Зошто да го доведеме? Кај бил Даниел меѓу сите овие? Па не е дел од нив, никогаш не бил дел од нив. Иако со нив учел, јаделе тука во истата трапезарија, ама они башка, на башка маса, башка храна. Ете, нека било и вода и зеленчук, како што вели Библијата, и само тоа нека било. Ги знаеме резултатите кои били. Значи, никогаш не станале дел од Вавилон, никогаш. И потоа токму тој, кој што не дал, односно одлучил во своето срце да не се оскверни, тоа е тој кој што ќе му го протолкува сонот. И всушност ќе ја предскаже цела историја до ден денеш. Пророштво кое што ден денеска се проповеда посебно на тие евангелизации, значи кои што се држат широм светот, каде што буквално ни е дадена преку еден сон на овој цар целата историја до крајот. Во која што историја ние сме таму, кај прстите, знаеме, во стапалата, и за да обстанеме, за да не дозволиме Вавилон да не претопи, да станеме вавилонци, мораме да се поучиме и да се угледаме на примерот од Даниел. Да одлучиме во своето срце, да ја ставиме волјата на вистинската страна. Знаеме дека ние немаме некоја цврста волја. Секој од нас може би нешто полесно може да направи од некој друг. Тој па другиот полесно може да направи нешто друго од мене или така натаму. Меѓутоа, сите ние имаме слаба волја во смисол на ова да останеме верни до крај, да се одржиме. Затоа ни е потребна силата Божја и затоа треба да ја ставиме волјата на Негова страна. Тоа е вистинската одлука. Да одлучиме, драги браќи и сестри, уште денес, затоа што утре може да биде касно. Ако веќе сме направиле можеби некои чекори на компромис, се уште можеби има време да се вратиме, но да се поучиме на овие примери и на Ное, и на Јов, еве и на младиот Даниел, кој што, пак ќе кажам, бил постојан цело време. Знаете, после она 5 глава која што е, односно која беше
6 глава, кој што ја проучувавме, кога ќе се смени царството, ќе дојде Медо Персија, значи, он е веќе старец, он е веќе во стари години, меѓутоа постојан и понатаму, и чесен, и праведен, и верен, отдан на Господа, секојаш на негова страна. Нека му е слава на Бога и нека ни помогне да се поучиме и да бидеме како Даниел. Амин.